За акцијата Ден на дрвото, официјално беше кажано дека се потрошени 18 милиони евра. Милиони дрвца беа насадени насекаде низ Македонија. Само 21% од тие дрвца се фатија. Но тоа е друга тема, за темелноста и волонтеризмот при спроведувањето на таа акција. Паралелно со оваа акција, со години поред се изведуваат други тип активности поврзани со дрвото, илегално сечење на шумите и црн бизнис со продавање дрва за огрев. И тука беа потрошени милиони букови и дабови стебла за милиони евра нелегална заработувачка. Огромни површини шуми се уништени од нелегална сеча или шумски пожари. Во светот се зборува за глобалните климатски промени, а во Македонија се уште на шумите се гледа како на ресурс што чека да биде исцрпен. За периодот за кој има податоци, во Македонија од 2000 до 2012 година уништени се 32.585 хектари шума. Според Државниот завод за статистика, во Македонија најголемите штети на шумите се последица од бесправна сеча, а веднаш потоа следуваат шумските пожари. Но и овие пожари најчесто се поврзани со дивите сечачи на дрва, кои така полесно доаѓаат до букови и дабови стебла за нивна обработка. Според МВР, нелегалната сеча на дрвја во Македонија од 2008 е во постојан пораст. Државниот завод за статистика информира дека во 2008 година на диво били сечени 7164 кубици дрва, а во 2014 дури 25.942 кубика. И таа бројка според сите показатели непречено расте. Последните научни анализи покажуваат дека шумите остануваат единствената алатка за справување со глобалното затоплување. Токму сега, кога таа алатка станува се понеопходна, се повеќе шуми се уништуваат. Се уништува она што го одржува животот на земјата. Не се случајни се повеќе бројните поплави кај нас, лизгањата на земјиштата и ерозиите на теренот. Вредноста на оние шуми што обстанале се повеќе расте. Во Македонија има околу 1 милион хектари површина под шуми, што е околу 10.000 квадратни километри или 1/3 од вкупната територија на земјата. 90% од нив се во државна сопственост. Според МВР, бројот на кривичните дела поврзани со сечењето дрва од 2014 до денес се зголемил за 50%. Во последниве години сведоци сме на огромни нелегални сечи на дрва, особено на Шарпланина и на Скопска Црнагора. Пустошењето на шумите во Република Македонија представува сериозен еколошки проблем и кривично дело. Како се справуваме како држава, како надлежни со тоа кривично дело? Според промените во релјефот на нашата земја, според проречената шума насекаде околу нас, според засушените извори на вода, тоа справување некако тешко ни оди. Очигледна е потребата од некакви системски темелни промени во начинот на справувањето со овие кривични дела, затоа што на крај сите ќе бидеме соучесници во криминалот. Според законот за шуми, шумите се природно богатство и се добро од општ интерес за државата. Да ги третираме така.